Здраво, другарчиња! Денеска ние ќе зборуваме за басните, но пред да слушнеме некоја, ќе дознаеме повеќе за нив. Со нас е професорката Ана и таа ќе ни одговори што се басните. Басните представуваат народни приказни во кои што главни ликови се животните. Значи животните се ликови кои што имаат своји карактерни особини. Например, тие се добри, лоши, мудри, тврдоглави, верни. Меѓутоа, сите тие карактерни особини, значи, се представени во ликот на животните. Во басните нема ликови на луѓе, во басните нема принцови, принцези, нема цар, крал. Значи, исклучиво ликовите на животните се оние кои што се носители на нарацијата, односно на приказната. И затоа велиме дека во басните дејството се представува преку алегорија. Сега може би зборот е малку непознат за децата, меѓутоа ќе кажеме дека тоа е еден вид преносно значење на зборовите. Например, лисицата, ако е ставена во некоја ситуација каде што треба да извлече корист за себе, тогаш велиме дека таа го надитрува другиот лик или во одредена ситуација е користолюбива. Значи, преку алегориско представување, ликовите во басните ја создаваат нарацијата, односно нарацијата се тече и на крајот басната завршува со мудра мисла, поука или наравоучение. Значи, басната има два дела. Првиот дел е делот во кој што се раскажува што се случува, а во вториот дел, односно во последниот дел, е пораката, поуката или наравоучението од кое што ние како читатели треба да извлечеме некаква поука. Која е разликата помеѓу басните, бајките и приказните? Така, значи има разлика помеѓу басните, бајките и приказните. Разликата е во тоа што еве да кажеме вака најпрво да објаснам малку подетално. Приказните представуваат најстарата форма на раскажување, усно раскажување, која што постои откако постои човештвото. Значи човекот уште на почетоците на своето постоење раскажувал, си пренесувал приказни по устен пат, бидејќи не постоело писмото, и приказните за животни всушност представуваат најстарата форма на приказна. Понатаму почнале од нив полека да се издвојуваат басните, веќе објаснивме што се басни, а во однос на приказните, приказните можат да бидат волшебни, например, приказни во кои што имаме волшебни предмети, волшебно патување од едно до друго место, трансформација, например, на гулабот во самовила. Значи, постои некаков настан кој што не е реален. Тоа се, затоа и ги викаме волшебни приказни, некаде се среќаваат и како фантастични приказни, а реалистичните приказни се приказни во кои што се раскажува, например, за некаков настан од реалниот живот, настан кој што реално се случил. Еве, например, како некој човек кој што бил многу сиромав, заради својата добрина, Бог го наградил и тој на крајот станал богат. Значи, заклучокот е дека најстариот вид приказни се приказните за животни. Зашто се зборува во басните? Во басните секогаш, како што реков и на почетокот, носители на дејството се животните и животните се ставени во ситуации во кои што се надмудруваат, во ситуации во кои што треба да се извлече на крајот некаква поука, или пак ситуации во кои самите животни се ставени во таков еден диалог разговараат, кој од кој е помудар, кој од кој е подобар, кој да извлече некаква корист. Еве, например, јас би прочитала една многу кратка басна. Ова е басна во која што има малтене две реченици и вели вака: воловите и тркалата. Воловите спрегнати влечеле кола. Тркалата крцкале толку многу што воловите ги прашале: зошто вие, пријатели, кревате толкава врева кога ние го влечеме целиот товар? И вака завршува басната. Значи, во две реченици кажана е голема мудрост,
воловите се тие кои што го носат товарот, воловите се тие кои што нели треба да ја пренесат, да го пренесат товарот од едно на друго место, а таркалата, бидејќи некогаш биле дрвени таркала, не биле нели како денес, создаваат голема врева, бидејќи патиштата не биле асфалтирани, туку биле земјени и како што вртат, така создаваат голема врева, како тие всушност да треба да ликуваат заради тоа што го пренесуваат товарот од едно на друго место, а не оној кој што вистински го носи тој товар, а тоа се воловите. Или пак најчесто во басните ќе ги сретнете, не знам, лавот и лисицата, кога се надмудруваат лавот е нели царот на животните, тој е славолюбив, сака да ја има славата на своја страна. Лисицата е таа која што сака да го надмудри. Скоро секаде во сите басни, на крајот, како што реков, поуката е треба да биде поучна за читателот. Каква е врската помеѓу басните и народното творештво? Реков дека најстариот вид приказни се приказните за животни, а приказните за животни се дел од народното творештво, значи тоа се приказни кои што ги создал народот, од него произлегуваат, од неговото животно искуство. Луѓето раскажувале, бидејќи немало како денес медиуми, немало радио, немало телевизија, немало пишана литература, човекот прибегнувал кон тоа да си ја употреби својата фантазија за да создаде некаква приказна. Басните, како дел од народното творештво, се нераскинливо врзани со народниот дух, заради тоа што и тие се измислени од луѓето. Меѓутоа, морам да кажам, еве да кажеме за македонското народно творештво, кај нас има многу повеќе приказни за животни во делот кога зборуваме за народното творештво, многу малку басни. Дури и самиот Марко Цепенков, кој што е најголемиот собирач на народно творештво кај нас, еве јас ја земав книгата во која што се содржат неговите приказни за животни, дури и тој запишал многу приказни за животни, меѓутоа многу малку басни. Меѓутоа, во однос на тоа што го собрал како народно творештво, сепак дури и приказните за животни се во најмал број. Кои се најпознатите басни на кои што веднаш се присетувате? Најпознатите басни на кои што се присетувам, најчесто тоа се басните од Езоп, заради тоа што кога бевме деца, кога бев многу мала, тоа се басни кои што ги читав уште во првите години на моето образование, значи кога сум била прво, второ одделение, заради тоа што тогаш ни беа и како дел од задолжителната лектира и мораше да се читаат басните на Езоп за да бидам подготвена за часот по македонски јазик. И од тогаш ги памтам лавот и магарето, конјот и магарето, јарето и волкот, лисицата и лавот, тоа што го спомнав. Еве можам да ви ја прочитам басната Јарето и волкот, која што ја памнам уште од моите детски години и ја најдов во оваа книга, избор на басни. Еве вака оди. Јарето и волкот. Волкот збркал едно јаре кое беше заостанало зад своето стадо. Јарето се свртело и му рекло: "Драги волку, знам дека ми нема спас и оти сум твој плен. Ама, за да не загинам неславно, те молам, засвири ми, а јас ќе заиграм." Волкот засвирел, а јарето заиграло. Но, кога свирката ја чуле кучињата, в часот дотрчале, па фатиле да го гонат волкот. А волкот се свртел на кај јарето и рекол: "Што си барав, тоа си најдов. Што ми требаше да глумам свирач, кога сум касап." И сега, зошто, например, сум ја сакала оваа басна и до ден денеска ми е убава? Заради тоа што, кога си дете, секогаш си на страната на послабиот, во овој случај јарето, и некако сум размислувала дека не е праведно јарето да биде изедено од волкот, дека треба некој да го спаси. Меѓутоа, никој нема да го спаси, самото јаре ќе се спаси со тоа што ќе му текне, ќе се досети да почне да свири, а неговата песна и неговата свирка ќе ја слушнат кучињата кои што во овој случај се пријатели, кучето како символ на верност и во самите басни, и му помага на јарето да избега од шепите на волкот, и на крајот волкот сам
да се укори, да каже јас сум касап, сака да каже требаше да го изедам јарето, наместо да глумам свирач. Дали македонските писатели пишуваат басни? Македонските писатели пишуваат басни, значи станува збор за уметничка басна, значи басна која што не е дел од народното творештво, туку е дело, креација на современите македонски писатели. И еве вака, например, ако треба да направиме една панорама или да ги спомнеме најголемите баснописци, светски баснописци, се, например, еве го спомнав Езоп во Стара Грција, Ла Фонтен во Франција, Крилов во Русија, Доситеј Обрадовиќ од Србија и на македонските простори, кај нас. Значи, тука се Киро Донев, Михо Атанасовски, Бошко Смаќовски, Ристо Давчевски, така натаму. Значи, тоа се македонските автори кои што пишуваат басни. И она што навистина ме радува е тоа што нивните басни се дел од учебниците по македонски јазик во основното образование и децата може да ги читаат. Постои ли возраст за која се наменети басните или нив може секој да ги чита и да ужива во нив? Мислам дека не постои. Еве сега ќе кажам и зошто. Кога ќе се спомнат басни, приказни, волшебни, реалистични и така натаму, обично возрастните секогаш размислуваат дека тоа е литература за деца. Меѓутоа, всушност децата ја читаат литературата и созреваат преку таа литература за деца, а возрастните се тие кои што кога ја читаат се чувствуваат убаво. Што значи тоа? Тоа значи дека секој возрастен човек го носи детето во себе и колку повеќе чита ваква литература, толку повеќе го храни детето во себе и тоа дете ќе живее многу подолго. И ако децата ги доживуваат приказните, басните, бајките, онака како што ги слушаат живо, навлегуваат, веруваат во тоа што го слушаат, тогаш возрастните се тие кои што ги сваќаат пораките, поуките кои што ги носи самата приказна и самата басна. Значи на децата треба да им ја прочитате за да ја доживеат, а возрастните сами треба да си ја прочитаат, да се потсетат на детството и да извлечат некаква поука ако во меѓувреме ја заборавиле. Дали вие сакате басни и зошто? Сакам басни. Зошто? Еве зборувавме нели пред малку, заради тоа што на тој начин се враќам назад во моето детство. Ми буди убави чувства, бидејќи детството е најубавиот период од животот на секој човек. Иако децата брзаат да пораснат, некако сакаат што побрзо да станат возрастни, сепак мислам дека кога ќе стапнат во светот на возрастните, сваќаат дека детството е период кој што никогаш повеќе не се враќа. И затоа колку повеќе ги читам и басните и приказните за животни и воопшто и бајките, волшебните приказни, реалистичните приказни, толку повеќе му давам храна на детето во себе и тоа ми е некако најверно другарче. А што ме е до мене и во мене, секогаш имам соговорник со кој можам онака нели символично кажано да си разговарам и при тоа да се чувствувам убаво. Еве неодамна ќе ви кажам, прочитав една приказна која што всушност представува приказна за животни запишана од Марко Цепенко и направив една нејзина адаптација, значи ја скратив приказната, се вика Лисицата, кртот и ежот и таа е приказна која што мене ми е многу убава кога јас ја читам, меѓутоа гледам дека и кога на децата им ја читам дека и тие реагираат убаво на неа, заради тоа што има многу убава порака и многу убава поука. И затоа би ја прочитала. Еве да видите што јас сакам да читам од приказните. Лисицата, ежот и кртот. Еднаш, кртот и ежот се договориле заедно да работат на полето и се што ќе заработат летото, на крајот да си го поделат на еднакви делови. Крто, пријателе, му рекол ежот, каква работа да фатиме ова лето? Ами, ежу, најпрво да го изораме полето. Јас ке орам, а ти по мене ке сееш жито, одговорил кртот. Ежот се согласил и започнале заеднички да работат. Кртот ја изорал нивата,
а ежот по него сеел и тркал со боцките за да го покрие семето. Поминало време, житото пораснало и стасало за жнеење. Ја ожнеале нивата и двајцата земале по едно кутле за да го соберат житото. Почнале да ги полнат садовите, но се скарале. Ежот сакал неговото кутле да биде пополно, бидејќи многу се мачел кога се тркалал по нивата. А пак кртот сакал неговиот дел да биде поголем, зашто додека орал си ги искршил ноктите. Се скарале и бидејќи не можеле да се договорат, решиле првиот што ќе помине да им помогне. По патот одела итрата лисица и кога слушнала за кавгата ги прашала: "Што се карате бре, еже и ти кртуле? Што имате да делите, та толку се карате?" Откако и раскажале за што се караат, кума лиса рекла: "Ех ти ешко мешко и ти кртуле мртуле, вие имате за делење 9 килограми пченица, кутле и слама. Еве право како се дели. За тебе, еже меже, еве ти ја сламава за да си лежиш на неја. За тебе, кртуле мртуле, пченица едно кутле. Толку ти е доста за цела зима. А за лисица мисица ќе бидат 9 килограми пченица за да си ја однесам на воденица. Еве вака бидува за вас права правдина, како јаже во торба", рекла мудрата лисица и си заминала со пченицата. Така е тоа. Кога двајца се караат, третиот печели. И еве на крајот, тоа што го зборуваме цело време, дека приказните за животни, ова е приказна за животни, и басните секогаш носат некоја мудра мисла. Меѓутоа еве е разликата, во приказните за животни се подолги, имате повеќе действија кои што се поврзани, додека басната има само еден настан и на крајот ја носи пораката. Ќе ни прочитате ли неколку басни? Секако. Ќе ви прочитам. Еве вака, бидејќи ја читавме басната од Езоп, сега би прочитале, например, од Жан Лафонтен, кој што представува еден од најголемите баснописци во Франција. Ќе ја прочитаме Гавранот и лисицата. Еден гавран застанал на дрво со парче сирење во клунот. Лисицата, привлечена од мирисот на сирењето, дошла под дрвото и почнала да му зборува на гавранот. "Добар ден, благороден господине гавране. Колку си убав, колку чудесно изгледаш. Чесен збор. Ако и гракањето ти е убаво како што ти се убави перијата, тогаш ти си најубавата птица во шумава." Гавранот, сакајќи да ја покаже на лисицата оти има и убав глас, загракал колку што можел посилно и го испуштил сирењето. Таа притрчала, го грабнала сирењето и му рекла: "Е, кутар мој гавране, се имаш, само ум ти фали." И еве може да прочитаме една македонска басна од македонски автор. Еве јас би ја прочитала басната Мајмунска работа од Киро Донев. Знаете, пред да ја прочитам басната би кажала, секогаш животните, како што кажавме на почетокот, имаат некакви особини. Например, мајмунот е тој кој што секогаш гледа да избегне некаква ситуација, да се снајде. Лисицата е мудра. Лавот, како што рековме, нели, цар на животните, секогаш сака да биде прв. Кучето е верно, им помага секогаш на пријателите. Магарето и наетливо, тврдоглаво. Така што Киро Донев земал од карактерна особина, ја земал карактерната особина на мајмуните и ја направил басната Мајмунска работа. Еден страшен, многу страшен лав, од кого целата џунгла се тресеше од страв, еднаш, многу лесно, 3 мајмунчиња фати во тесно. Тогаш, најстарото меѓу нив рече: "Дори сега нема каде да се бега." Средното предложи: "Храбри да бидеме, со итрина да се обидеме." А најмалото со него се сложи. Страшен лаву рече: "Прости, сакаме да ни бидеш гостин. Знаеме едно дрво уште од лани, кое раѓа газели место банани." Кога го чу тоа лавот, лицето радост му го огреа.
Од радост и среќа ваква песна запеа. Чувте ли мајмунчето што вели? Ми пронашле дрво со зрели газели. Од радост и среќа срцево ми чука, тоа чудно дрво да се донесе тука. Кога ја слушнаа песнава, на мајмунчињата од радост им светнаа очињата. Кон дрвото со трчаница појдоа, но назад веќе не дојдоа. А страшниот лав ги чекаше, од глад и без пекаше. Ги чекаше 101 сабота, но наседна на мајмунска работа. И благодарам. Благодарам и на вас.